I told you. Oh, I can't believe it. I've only got 2 hours until I call in sick for work. I have to be up in 7 minutes. Well, you're not going to believe this, but if you have 7 minutes... Really? You want to? Okay, you get the vacuum cleaner and I'll get the furniture polish. Ципрас ја шокира унијата, расте неговата популарност во Грција. Банките затворени, животот тече. Светските берзи се дрмаат. Меркел бара солуции за стабилноста на еврото. Дали е возможно финансиско цунами и стратегиско прегрупирање во Брисел кон регионот? Како да се намали или амортизира ризикот од грчките банки во Македонија и Источна Европа? Добро вечер. Во Европа земјотрес. Дали во регионот финансиското цунами од Грција ќе предизвика бран на несолвентност на дел од финансиските институции во Македонија, во Романија, во Бугарија, каде што изложеноста на на грчкиот капитал е значителен и со присуство на грчките финансиски институции преку 20%. Се разбира, многу поголем земјотрес е пораката што триото на Брисел, Јункер, Оланд и Меркел со различни модалитети го испраќаат до Ципрас во стилот топло-ладно. Дојдете на преговори или, ако пропадне еврото, пропаѓа и големата идеја на Европска унија. Јас имав можност за време на викендот да присуствувам и да ги погледам и грчките реакции и настапот на Ципрас во парламентот во Грција и на моменти еуфоријата на грчките граѓани при настапот на нивниот премиер. Меѓутоа, само 48 часа, мислам дека се смени расположението и ги видов редиците пред грчките автомати. Се разбира, банкарски автомати. Се разбира, тоа е мој прв печаток. За компетентноста на анализата за овие прашања ќе имате можност да ги видите излагањата на моите вечерашни гости, универзитетските професори Трајко Славевски и Владо Филиповски, како и финансискиот консултант Јанко Тренковски. Пред тоа, видите го прегледот на амбиентот по одлуката за замрзнување на банкарските конта и шалтерите на финансиските институции во Грција во наredните 7 дена, вклучувајќи ги потоа и реакциите на Оланд, Јункер и Меркел. Грција влезе во најдраматичниот период од 5-годишната криза. Грците збунети во шок се соочуваат со голема неизвестност. Што ќе се случи по полноќ во вторник кога истекува рокот за враќање на ратата од долгот од милијарди и 600 милиони евра кон меѓународните кредитори, но и што по референдумот закажан за 5 јули. Банките ќе бидат затворени цела недела за да се спасат од колапс, како што синоќа објави премиерот Алексис Ципрас и воведе ограничување на повлекувањето пари од банкоматите на 60 евра. Ципрас им вети на грците дека пензиите и платите им се безбедни и редовно ќе бидат исплатени. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис денеска не беше расположен да даде одговор на многу прашања што ги засегаат граѓаните. Од денес затворена и грчката берза, економските аналитичари предвидуваат тешкотии во платниот промет. Загрижени граѓани чекаат во редици пред банкоматите, на бензинските пумпи и во супермаркетите, но се работеше нормално, а кафеаните беа полни. Но разговорите се полни со гнев заради ситуацијата во која се најдоа. Είναι ρεζιλίκη για την ελληνική κυβέρνηση, κυρίως για τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και οπωσδήποτε για όλο το Eurogroup και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που ένα από τα 3 πράγματα που σου διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελευθερία κεφαλαίων. Αυτό το πράγμα είναι γελιοποίηση. Некои пак се обидуваат да се надеваат дека се ќе помине мирно како на Кипар пред неколку години кога беше воведена контрола на капиталот. The only precedent we have is from Cyprus. It did take some months. Other than that, things are calm. I don't see any queues. Credit cards work as they should. Debit cards work in the electronic system and the web banking works. Туристите во Грција се затекнати, иако за нив не важи ограничувањето за повлекување пари од банкоматите.
And right now, a lot of people in Europe, they are afraid to come here to get to, let's say, to spend some vacation because they are worried that they are not going to have any money from the banks. Грчката влада се обидува да ја улесни ситуацијата, па воведе плаќање со картички на Акропол и на други знаменитости, а градскиот превоз во Атина е бесплатен цела оваа недела. Но се стравува дека заради прометот кој е ограничен само во Грција може да снима лекови. Грците сега се исправени пред референдумот за пакетот мерки, кој грчкиот премиер Ципрас го оцени како неудржлив товар за народот и рече дека нема да дозволи Грција да стане должничка колонија. Опозицијата тврди дека изборот на референдумот е евро или драхма. The Greek government is proposing a referendum on a non-issue. So the real answer is that they are calling the people to decide if Greece wants to stay inside the Eurozone, yes or not. But they do not have the courage to say it openly. Грчкиот председател Павлопулос веќе ја потпиша одлуката за референдум, што беше изгласана во парламентот. Според истражувањето на Економист, 60% од грците ќе се изјаснат за Грексит. Како што веќе најавив, универзитетските професори Славевски и Филиповски и консултантот Јанко Тренковски се мои вечерешни гости. Професоре Славевски, дали ова голема покер партија што Ципрас ја започна ќе заврши со банкрот на Грција или со пропаст на еврозоната? Тешко прашање. Прво, банкрот, самиот термин некако стана сива зона. Ево, утре Грција треба да исплати 1,6 милиарди евра спрема Меѓународен монетарен фонд. Ретко која земја како што се Зимбабве и некоја друга, се имат најдено во ситуација да не можат да одговорат на обврските на денот кога стигнува ратата за плаќање. Грција утре ги нема тие пари, но кредитните рейтинг агенции кажа дека нема да го сметаат тоа за банкрот, дека наводно не било неплаќање на долгот спрема приватни кредитори, туку спрема официјални кредитори. Така што се уште постои неизвестност што ќе се случи. Дури утрово Ципрас има испратено последно барање до министрите односно до лидерите на земјите од еврозоната за продолжување на преговорите. Една тотална конфузија, хаос. Дали е тоа политичко и дипломатско намигнување во рамките или голема игра во рамките на Европската унија, зашто и една Аргентина пропадна, па само ММФ се вознемири, не се вознемирија големите финансиски джинови, особено на Европската унија. Не, од Аргентина се уште има опашки во наводници од незиното неплаќање, дефолт или она што го нарекуваме ние банкрот, затоа што приватни фондови тогаш се согласија, инвеститори или кредитори се согласија на отпис на долгот. Некои од нив што не се согласија па добија судски пресуди во судови во Соединетите американски држави и сега си побаруваат пари од Аргентина. Не е тоа така случајно. Дали станува збор за политички игри и така натаму, тешко може да се каже, затоа што овде имаме реален проблем со реално однесување на една национална економија и влади во минатото кои што тргнувајќи од популистички пристап во водењето на политиката создале системи кои што е например пензискиот кој што не е одржлив, создале регулативи кои што никаде во Европската унија ги нема, го спречуваат влезот на конкуренција и така натаму, нешто што може да се реши само за структурни реформи, за кои што во овој момент во квантум кој што ги бара тројката кредитори, грците не беа подготвени да ги прифатат и да одговорат. И затоа е се тоа што се случува сега. А во право е поранешниот министер за надворешни работи на Грција, видовме во изјавата, кој што кажува дека имаме една чудна ситуација. Ке гласат грците за нешто што навистина не постои. Истекува утре вечер. А прашањето е дали сте за да се прифатат условите од последниот предлог на представниците на институциите, тие ги нарекуваат. Во недела на 5 јули тој предлог не ќе постои. Професор Филиповски, во ноќта кога ги коментиравме првите резултати од Сириза во ТВ Телма, не бевте оптимист дека грчката економија ќе може да се справи со своите внатрешни дубиози и дека левата влада на Сириза ќе има сериозен социјален и економски багаж. Дали денеска го делите истото мислење?
Па, во време на предизборната кампања посеизгледа беа дадени некои ветувања кои не беа внимателно одмерени и со тоа креира очекување во грчката јавност дека е можно на некој начин да се избегнат обврските кои неминовно беа на патот на грчкото преструктурирање на јавните финанси и така натаму. И се изгледа дека, денешните настани и деновите кои ќе следат, ќе бидат токму потврда на тоа, дека не можете така едноставно да ги пренебрегнете обврските кои ги превзеле предходните влади, не е важно кои биле, од која провененција и како, но тоа се принципите на меѓународниот финансиски поредок, кои велат дека договорите мора да се почитуваат и дека не е можно со повикување на волјата на граѓаните изразена на политички избори или на референдуми, дека можете да ги анулирате сите тие области. Дали европскиот естаблишментот на Унијата не го свакти сериозно вокабуларот и политичката и социјалната програма на Ципрас, кој очигледно со една настојчивост, храброст и налудничавост дека ќе ги задржи платите и пензиите по цена на раскинување и на еврозоната и на пристапот кон еврото, ги доведува сега и инвеститорите и Европската унија кон еден нов политички вокабулар, по еден нов политички маневарски простор во кој веројатно Унијата не успева да наоѓа решение. Мислам дека европските лидери, лидерите во рамките на Европската унија ги проценуваат цело време ризиците. Не е дека се изненадени, не е дека не може да го сватат сето тоа. Мислам дека тие даваа постојано простор за некој компромис на база на тоа што се повикува на некои други принципи кои во економскиот живот не се секојаш доминантни, како што е например солидарноста, демократски изразената волја. Тие секогаш оставаат простор грчкиот народ преку демократски изразена волја да одлучува. За двајцата професори, зошто Грција беше миленик на Европската унија со толкава инфузија и на инвестицијски и на кредитни аранжмани за без оглед за која власт? Може ли директно може ли само да се искористам за туѓа мисла? Некаде во времето кога еврозоната тогаш одлучуваше дали Грција ќе го поведе еврото, односно ќе биде вклучена во клубот на земји кои што ги имаат еврото, сите показатели економски и така натаму покажувале дека Грција не е подготвена и тоа им било предочено на европските лидери. Тогаш имаше друга генерација лидери. Имено се пишува дека во една дискусија Кол и Митеран, мокните лидери на најмокните европски земји во тоа време, во разговорот што се прави со барањето за Грција за прием, при такви неповолни перформанси, кои што биле очигледни, наводно имаат кажано како може земјата на Платон и Аристотел да ја оставиме надвор од еврозоната. Филип, не ми одговорите на прашањето. Мислите дека од тие причини е миленик, добро? Филиповски за вас исто? Да, мислам, ево, постојано дури во последните изјави на Меркел и на останатите лидери, се остава простор постојано да се дојде до некој компромис, бидејќи, ево, една од рационализациите, да речам, за ваквото давање постојано простор, е дека овде се работи и за еврото, овде се работи за символички кажано и за еврозоната како една творба која што е уникатна во светската историја и заради тоа постојано се барат и максимално се вложуваат напори да се дојде до некој. Чумски, ако може само една реченица, значи во почетокот, тоа што го кажам беше за почетокот тоа миленик, мислам дека сега емоциите не се присутни на ова генерација лидери, нели Меркел, Оланд и така натаму, повеќе е прагматизмот, тоа што го загатнува професорот Филиповски, мојот колега од економскиот факултет, имено доколку една земја, било која, испадне од еврозоната, се покажува дека градењето на еврозоната или Европска унија со заедничка валута не е веќе иреверзибилен процес. Тие така го сметаат, дека одиме само кон јакнење на
монетарната унија. Од тоа се плашат. Добро, да, поредете Тенко. Ја би додал дека во однос на миленик на Европската унија, Грција влезе во еден глобален процес на дисбаланс помеѓу капиталните текови на парите. Од 2000 година наваму Кина се појави со огромни суфицити, исто така и Германија. Тие пари мора да завршат некаде и непродуктивно се пласира низ разноразни економии низ светот, така да и Грција беше бенефактор од тие такви глобални текови на парите. Со ниски камати тие им беа дозволени да земаат многу кредити, се поставува прашањето што размислуваа кредиторите кои им даваат толку пари по такви финансиски. Вие менаџирате со приватниот пензиски фонд, со еден од приватните пензиски фондови. Зошто мислите, освен од аспект на социјална и политичка демагогија, каде што гласачкото тело го купуваш, дека на Ципрас и на грците им се важни пензиските фондови и платите, особено пензионерите? Дали се тамо инфузирани дел од инвестицијските фондови, дали тие имаат пласман надвор од Грција па се плашат од банкрот и така натаму? Дали е тоа комплексен аспект? Па но на некој начин сметам дека пензионерите се едно уникатно гласачко тело кој што е големо на број и секојаш е тешко да нешто им се одземе. Напротив, убаво е нешто да им се даде. Во однос на нивните пензиски фондови и пласмани, дефинитивно во Грција дел од тие приватни пензиски фондови изгубија доста пари, бидејќи ги имаа пласирано во државни обврзници кои што беа намалени со цена заради кризата, уште во 2011 година. Какви потреси на финансискиот пазар може да се очекува од евентуалното запирање на отплатата на долговите, па и да бидеме екстремни во можноста инсолвентност да прогласи грчката држава? Сепак станува збор за економија која што е помалку од 1,5% од вкупниот бруто домашен производ на Европската унија. Така што од таа гледна точка станува збор за релативно минорен проблем. Повеќе се работи за принципиелни прашања во овој случај, односно бојазноста кај европските лидери е прво од финанска гледна точка да не се дозволи преседан кој може лесно да се пренесе на другите медитерански земји, кои што може исто така бидат проблем, односно како што тие ги нарекуваат периферни економии. Португалија, Шпанија, вклучително и Италија. И токму затоа е ова цврстина што сега се покажува, затоа што таквото однесување на Грција е во спротивност со интересите и на некои од новите земји членки на Европската унија. Гледате какви се реакциите на земји од малите, како што е Летонија, Литванија и така натаму, кои што Словачка, чии што граѓани се би требале да спасуваат некого кој што има повисок животен стандард во просек и многу полабави регулативи во однос на, да речеме, старосна граница на пензионирање, условите и така натаму и така натаму. Така да противењата се од таа гледна точка, а мислам дека многу лесно, а посебно сега, неколку години подготвувајќи се за евентуално излегување на Грција од еврозоната, европскиот финансиски систем и светскиот е релативно обезбеден со граничници или бафери, што би ги рекле, да тоа лесно го преброди, макар што ризиците не треба да се занемаруваат и на ово патуваат, и тоа е интересно, американските од другата страна на Атлантикот финансиери, лидери и така натаму, дека може да настане ситуација на она што се нарекува зараза, contagion, како што беше со банкротот на Lehman Brothers. Да, поредно. Може да се надоврзам на неколку поенти што се релевантни. Прво, додека на почетокот кога се појави грчката, да ја наречеме фискална криза, многумина во Европската унија и во бизнес секторот и во круговите на оние што ги носат одлуките во политиката, беа просто несогледливи последиците од евентуален излез на Грција од еврозоната. Значи, повеќе беа некои, да речам, фрази дека може да се справат и така натаму, но никој точно не можеше да ги вкалкулира и предвиди ризиците. Денес, после скоро 4-5 години, мислам дека и во бизнес секторот на Европската унија и на еврозоната и оние кои ги носат одлуките за економските политики
ситуацијата е нешто појасна, како што кажа и професорот Славевски, тие веќе имаат изградено некои механизми кои можат да ја превенираат некоја хаотична состојба и на финансиските пазари, па и во реалната економија, извозот, увозот и така натаму. Би напоменал дека денеска берзите, светските берзи во Франкфурт, во Лондон, во Америка, ја изразија својата волја и минусот беше 3% во Германија, 1% нешто наследен во Британија и околу 1% во Америка, што за мене не е некој огромен шок. На некој начин се гледа дека светските инвеститори го пребродуваат ова цврсто. А и еврото, предоставна еврото не е денес пониска од што беше во петокот. Освен на далечноисточните берзи, мислам. Меѓутоа има една ситуација која во Европа во последниве 4-5 години од финансиската криза 2007-2008, кога се навестуваше проблеми со Шпанија и со Португалија, па дури една Северна Ирска која сепак се сврти во аранжман со ММФ. Република Ирска, која сепак дубиозите и стагнацијата ги изведе преку аранжманите со ММФ без некаква посебна траума за Брисел. Но она што според мене е многу индикативно. За прв пат Меркел зборува со речник кој е скептичен, а тоа е пропадне ли еврото, пропаѓа Европската Унија. Што значи таа симбиоза во која сега и грците се плашат дека не излегуваат од еврозоната и така натаму, а и европјаните се плашат од таков ризик, создава некаква капитализација на сомневање. Зошто? Чумовски, проектот за еврото е недовршена работа. Тој е пат застанат на половина. Јасно беше, нели, уште со првиот налет на кризата во еврозоната пред неколку години, дека монетарна унија, без фискална унија, без политичка унија, или монетарна политика без заеднички буџет е на некој начин работа која што е малку на стаклени нозе. Сега, последните од денес коментари на госпоѓата Меркел упатуваат на тоа дека можеби сега е моментот да се искористи оваа криза, нели, како медицината. Криза е или пропаст на организмот, или одите во ново оживување, да се оди во насока на довршување на проектот за еврото. Затоа што состојбата е како што е сега, ова што го објасна претходно, ќе раѓа кризи финансиски и понатаму. Мислам, тоа е барем во науката многу јасно, односно да се оди кон поголема интеграција, за да може, например, во почетокот онај заеднички систем за решавање на проблематичните банки. Така, нешто што ќе води кон поголема интеграција во Европската унија. Имено зборовите на Меркел се повторно дека Европската унија и еврозоната значи компромис. Таа е пак за компромис. Дали е во игра само релацијата внатре во Европа или се во прашање значителни геостратешки игри во овој регион, особено Грција, евентуалната релација со новите енергетски ресурси на Грција околу симптоматичните зони на Кипар. Дали при тоа, например, може би се во игра и големите инвестицијски хедж фондови кои честопати овакви матни варијанти знаат многу да добиват на берзанските амплитуди плюс-минус. Филиповски, видите, јас искрено не сум толку многу, да речем, експерт за геостратегија и геополитика. Јасно е дека денес имаме еден свет од аспект на економиите, каде што сега има и повеќе играчи, освен Соединетите Американски држави и Европската унија, иако се тие се уште најголемите, најразвиените економии, најголемите пазари, но сега тука се и овие Кина, се разбира, и другите земји, оние што ги нарекуваме emerging economies и така натаму. Колку геостратегијата игра тука улога, тоа е навистина прашање, се разбира. Можеме само да се подсетиме на ова што се случуваше предходните месец-два, кога грчкиот премиер се обидуваше да бара финансиска поддршка и од други земји, надвор од еврозоната и надвор од Европската унија. Но, знаете, тоа се исто така
опции кои што имаат и своји ризици. Не е се така едноставно, не е доволно да кажете дека сте обезбедиле финансиска поддршка, а зашто секогаш и секаде финансиската поддршка доаѓа и со одредени услови. Дека ова не е европски проблем, дека е тоа сериозен геостратешки проблем, се изјавите на Белата куќа, особено на министерот за финансии Илиј, кој вели дека Грција мора да најде решение во рамките на еврозоната и Брисел му сугерира нова рунда на преговори. Дали е тоа намигнување, омекнување со можноста да се најде компромис? Јас лично сметам дека Грција ќе најде компромис со тројката, како што ја неславно ја нарекуваат тие. Сега се користи овој период да се добие уште нешто. Колку што разбирам, има неплаќањето на заемот према, тоест на ратата спрема ММФ, има 2 месеци грес период, значи не е технички банкрот. И во тие рамки сметам дека Грција на крај ќе остане и во еврозоната и во сразмерно тоа во Европска унија. Во однос на хедж фондовите би направил еден коментар, бидејќи голем број на тие најдинамични играчи на финансиските пазари во светот инвестира во Алфа банка, колку што ми е познато, и Евробанка со седиште во Швајцарија. Нивниот начин на размислување е да се кладат на одредени текови на финансиите. Во конкретниот случај мислам дека дел од нив изгубија пари, но тоа не значи дека тие работат со лоши пласмани, затоа што во исто време можеби тие се кладат на ослабување на еврото кај што заработуваат. Грција има доволно голем пазар за да може да се пласираат неколку стотици милиони евра од страна на тие глобални финансиски играчи. Професор, ја прашувам, што значи капитал контролата врз банкарскиот систем што министерот и Ципрас ја воведува? Дали тоа е само контрола врз платниот промет, врз одливот и приливот, или е тоа малку по суштинска контрола врз тековите, финансиските текови во Грција? Видите, она што започна утрово со неотварањето на грчките банки за редовна работа и затварањето на берзата е видено. Го имаше Кипар, како што беше спомнато и во вашиот прилог, и практикувано во вакви екстремни ситуации во кои што се наоѓа сега Грција. Уследи од како Европската централна банка кажа веќе доста, ние од оние средства што Европската централна банка како банка на банките сега во системот на еврозоната, системот на банки во еврозоната, ги обезбедуваше грчките банки со ликвидност. Заради тоа што имаше одливи, за кој што знаеме, од ноември до сега 14 милиарди евра се одлеани од депозитите во грчките банки. И тие рекоа дека ние не можеме да го зголемуваме износот, а потребите, барањата се зголемува и мора да се оведе контрола затоа што она што го побаруваат депозиторите, штедачите, граѓаните, грци кои што имаат сметки во грчките банки, банките не се во состојба веќе да излезат во пресрет. Нели, ниедна банка не се кандидува во ситуација да ги враќа од шалтерите, тоа создава уште поголема паника и ова е механизам за тайм-аут, за една одишка, да се најде решение во период од, ево, не подолг, да речеме, од недела дена, додека не се испитаат и другите опции. Одговорите ми на оден начин со мала паралела. Која е критичната кота од кога се воведува ваков мониторинг, без оглед дали е домашен од ММФ, од светските преговарачи, бидејќи грчкиот дефицит галопирачки настана и сега не ве изведувам заклучок со Македонија, но е факт дека и претходните влади имаа сознание за тоа. И Европската унија имаше сознание, но не се воведува вакви порадикални контроли врз финансиските текови. Значи станува збор за неможност на банките во Грција да одговорат на барањата на штедачите за повлекување на депозитите. Многу едноставно. И сега мора да дојде до тоа рационирање. Прво блокада и рационирање, ова што слушнавме по 60 евра дневно за основните животни потреби, што се вели за леп и млеко, додека не најдат некоја разрешница
во овој временски период. Делот, јас не ги знам деталите целосно, како што слушнавме и од прилогот, платниот промет би требало да функционира. Слушнам дека може да се плаќа со кредитни картички, дури и онаму каде што не се примале кредитни картички на Акропол, каде што се плаќа за кеш за влезница, се примаат кредитни картички, странски туристи. Денеска опрочитав известувањето охрабрувачко на Грчкото министерство за туризам, кое што ги убедува дека теоретски можат неограничени износи да подигаат, затоа што тие се иматели на сметки во други банки, не грчките, рационирањето е за грчките. Значи, тоа е капитална контрола. Обид да се спречи одливот на средства од банките, од финансиските институции и од економијата надвор од земјата. Затоа што тие пари... Дали тоа ќе предизвика и проблеми во финансискиот и во платниот промет? Видите, значи ова самиот поим контрола на капиталот практично произлегува од поделбата на билансот на плаќање на тековни трансакции, значи оно што е платен промет, мали плаќања и движење на капиталот, капитална сметка. Сега тука во овој случај се прават ограничување на движењето на капиталот. Движење на капиталот е за трансакции како што се, например, купување на вложување во харти од вредност, обврзници, акции, вложување во недвижнини, тоа се капитални трансакции. Тие се и по обем, по вредност, се поголеми, но тие исто така во денешни услови на ова електронизација на целиот тој систем на трансфери на капитал, многу брзо тоа се прави и сега грчката држава сака да се заштити од неконтролиран одлив на капитал. И во тоа се губи довербата кај граѓаните. Интересно е сега да се види кога ќе се тргнат тие ограничувања на движење на капиталот. По сценариото на Кипар, тек после 2 години, во 2015 година се тргаат целосно ограничувањата. Значи 2 години ограничување. Таму мислам дека до 5000 евра месечно можела фирма да изнесе во кеш и така натаму. Така да сега со овој преседан во Грција веќе народот е исплашен и јас сметам дека ќе има еден догледен период пред да се дигнат тие бариери врз движење на капиталот. Биде појасно, значи капитални контроли имаат земји кои што немаат целосна либерализација на капиталната сметка. Што значи тоа? Ние имаме во Република Македонија капитални контроли затоа што како граѓани не можеме да купуваме директно акции од странски предпријатија. Можеме тоа само преку фондови, така натаму. Ограничувањето колку може да се изнесе надвор. Тоа се однесува сега се оди на екстремни ограничувања, како што е во случајот со Грција, ама не се само чисто капитални, има и на тековните трансакции поведување на ограничувања, затоа што ако од вашата сметка која што може да биде помала или поголема, можете дневно да користите само 60 евра, тоа е значително ограничување. Поштовани гледачи, професорите Славевски, Филиповски и консултантот Тренковски се гости во топ тема посветена на Грција и можното цунами врз можеби Македонија во регионот и релациите за зачување на еврозоната и еврото. Сега ви предлагам да ги видите реакциите на Юнкер, Оланд и Меркел, мокната тројка на Брисел, со сериозни детекции и пораки и помирителни, но и предупредувачки за Ципрас. А потоа се враќаме на едно од клучните прашања, само ќе го начнеме каква беше реакцијата на гувернерот Богов и дали можеме да бидеме сигурни, особено во сигурноста на Стопанска банка и Алфа, кои располагаат со 20% од финансискиот пазар во Македонија. Ce n'est pas un jeu de poker menteur. Il n'y en a pas un qui gagne et un autre qui perd. Soit on est tous gagnants, soit on est tous perdants. Alors, je suis profondément affligé, attristé par le spectacle qu'a donné l'Europe samedi dernier. En une nuit, en une seule nuit, la conscience européenne a pris un sacré coup. La bonne volonté s'est quelque peu évaporée. Des égoïsmes, parfois des jeux tacticiens, voire populistes, ont pris le dessus. Après tous les efforts que j'ai déployés, après tous les efforts qui furent ceux de la Commission et aussi des autres institutions impliquées,
je me sens un peu trahi parce qu'on prend insuffisamment en compte mes efforts personnels et les efforts des autres qui furent nombreux et durables. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Und deshalb muss diese Grundsätze gekämpft werden. Wir könnten sie kurzfristig vielleicht aufgeben. Wir könnten vielleicht sagen, geben wir einfach mal nach. Aber ich sage, mittel- und langfristig werden wir damit Schaden nehmen. Wir werden Schaden nehmen dahingehend, dass wir eben kein relevanter Faktor mehr in der Welt sind, dass wir keine Gemeinsamkeit mehr haben. Und deshalb müssen wir für Kompromissfähigkeit und Grundsätze in Europa wieder und immer wieder werben, meine Damen und Herren. J'ai tenu ce matin un conseil restreint consacré à la Grèce. La Grèce a décidé d'interrompre les négociations qui étaient en cours d'ailleurs depuis des semaines sur un plan global, durable d'ailleurs, et qui concernait les institutions européennes, le Fonds monétaire international, mais surtout l'ensemble des pays de la zone euro. Je regrette ce choix, parce que nous étions tout près d'un accord. La Grèce a également décidé de consulter le peuple par référendum, et là, je dois dire que c'est son choix souverain, que c'est la démocratie, que c'est le droit du peuple grec de dire ce qu'il veut pour son avenir. Кога возењето станува возбуда, кога сакаш да ја почувствуваш моќта во секоја капка, Дизел Powerjet на Макпетрол. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол. Кога заминувате на одмор, електричните апарати во домот продолжуваат да трошат струја. Ако фрижидерот мора да работи, исклучете ги апаратите со опција стендбај што непотребно ја товарат сметката. Исклучи и заштеди. Ебана, секогаш тука за вас. Повеќе од разладување, супер освежување. Viva Ice Tea. Од сега со нов, освежен изглед. Нежни и меки на допир, изработени од висококвалитетен памук, со голема впивливост за долгогодишна употреба. Освежете го вашето купатило со комплет пешкири од познатиот словенски бренд со 75 годишна традиција Свиланит. Од 15 јуни, единствено во Тинекс, соберете 15 купони и со доплата од 499 денари изберете го вашиот комплет од 2 пешкира. Како да поминеш супер ова лето? Повикај го твоето друштво и направете супер журка. Опушти се со добра музика и супер филмови. Сликај барем едно селфи на ден. Биди онлайн и задолжително користи хаштаг. За се ова ти треба најдобрата припејд понуда ова лето, 400 за 100. Сега за твои 100 денари добиваш неверојатни 400 денари кредит, кој можеш да ги користиш за разговори кон сите мрежи, SMS-и, сурфање, како што сакаш. Активирај со повик на 1450. Джабес, најефтин припејд. Подготвени? Новиот Civic е тука. Подобра изведба, поголема ефикасност. Новиот Civic Honda.
Со DAB играј за твоите милион денари. Собери 5 капачиња 0,33 литри или половина литар или 3 капачиња литро и пол DAB амбалажа. Испрати ги во Прилепска пиварница и секоја недела освој атрактивни награди, телевизори, телефони, велосипеди и уште многу DAB награди. А во главното извлекување на 24 август и неверојатни милион денари за да станеш следниот DAB милионер. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Почитувани потрошувачи, имаме чест и задоволство да ве информираме дека сите производи на Горановиќ, за кои знаете дека се најголема гордост на црногорските мајстори и дека се на врвот на листата најквалитетни сувомесни производи во регионот, сега можете да ги купите по намалени цени. Во тек е акцијата Големо намалување за големи задоволства. Горановиќ. Со новата Јана избери афирмација од Луиза Хеј со која ќе го промениш твојот свет. Јана, вода со порака од Луиза Хеј. Неодоливиот мирис и мекиот допир на мојот фустан ми нудат радост и ме повикуваат на танц. Миризливата симфонија на Орнел, со која секое мое движење е лелеаво и сензуално, ме понесува во текот на денот. Орнел, мојата мирисна инспирација. Како да поминеш супер ова лето? Повикај го твоето друштво и направете супер журка. Опушти се со добра музика и супер филмови. Сликај барем едно селфи на ден. Биди онлайн и задолжително користи хаштаг. За се ова ти треба најдобрата припејд понуда ова лето, 400 за 100. Сега за твои 100 денари добиваш неверојатни 400 денари кредит, кој можеш да ги користиш за разговори кон сите мрежи, SMS-и, сурфање, како што сакаш. Активирај со повик на 1450. Джабес, најефтин припејд. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata con l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Рчите, често се будите во текот на ноќта, имате утринска главоболка. Заспивате додека возите, имате состанок, ноќна апнеа, престанокот на дишење за време на спиењето може да ве доведе во опасност преку ден. Информирајте се на време. Универзитетските професори Славевски Филиповски и финансискиот консултант и менеджер во КБ Пензиски фонд Тренковски се вечерашни гости. Грчката криза, овој пат во овој дел и македонскиот финансиски сектор. Се сеќавам дека пред повеќе од една година Европската централна банка и сугерираше на Грчката централна банка, потоа таа излезе со препорака до грчките деловни банки да ги скратат изложеностите на своите финансиски капацитети во дел од банкарскиот сектор на Југоисточна Европа, што во основа значи Македонија, Бугарија, Србија и Романија, каде што држат значаен дел од финансискиот капитал, од финансискиот пазар, некаде и дури до 1/4. Дали и покрај убедувањето на гувернерот Богов дека Стопанска банка и Алфа банка, каде што доминира грчкиот капитал, се стабилни, може да бидат и странично или епицентрално погодени од финансиските рестрикции од грчката криза? Видите, кога би зборувал за реперкусиите од грчката финансиска криза и опасноста да излезе од еврозоната, јас би се фокусирал врз целокупниот финансиски систем во Република Македонија, не само на неколку институции. Овие се први, да речем, на видокругот, институции што ги споменавте, Стопанска и Алфа банка, затоа што се со доминантно грчки капитал, но тие се домашни банки. Не само што се имињата домашни, работат по домашна регулатива. Во нивните бордови има мнозинство домашни лица, вработените се домашни лица и до сега, мислам, Народна банка на Република Македонија ги има преземено сите потребни мерки за нивна заштита. И преку законската регулатива и преку нивното однесување. И ова што е последното соопштение од синоќа на Народна банка на Република Македонија со важност од денес, некои дополнителни регулативи, односно заштита, е во вистинско време умерено и добро срочено,
што упатува на фактот дека треба да му веруваме не само на гувернерот Богов, туку на сите институции кои што се на некој начин задолжени за здравието на финансискиот систем. Но има една заприка која забележувам кај гувернерот и морам тука од вас да побарам коментар, а тоа е следната: дека се преземаат дополнителни мерки што создава сомнеш. Сомнеш во деловноста на овие две важни финансиски институции, две банки во Македонија, до ограничување и контрола врз одредени трансакции. Ако е се така мазно и јазно, не би се преземале такви мерки. Трансакциите прво што се ограничени со новите мерки на Народна банка, мнозинството граѓани на Република Македонија не ги засегат. И мислам дека се минорни. Станува збор за забрана времена, нели како времена мерка на капитални трансакции со цел да се спречи евентуален одлив од Република Македонија кај грчки субјекти. Јас не мислам дека македонски економски субјекти се значајни инвеститори во Грција. Состојбата е сосема спротивна. Но овдека ако се фокусираме на банките, знаејќи го на често повторувано дека изложеноста кон со кредити кон мајката е Националната банка на Грција, не може да биде повисока од 10%. Понатаму она што пред 2 години, мислам го воведе Народна банка, двојно издвојување за евентуални средства што се пласирани таму, резервација, ако е тука 10%, таму да е 20% и слично, обескуражило било какви непотребни одливи на капитал. Во крајен случај, јас следам, мислам, преку некои контакти, да речем како се однесуваат депонентите на некои од овие институции што тука ги спомнавме. Викендот помина мирно, мислам, во саботата до 1 сатот се отворени експозитурите, нормални активности, банкоматите нормални активности, во текот на денешниот ден некои прашања од некои, што е сосема природно, но во крајен случај, позади секоја финанска институција на Република Македонија стои Народна банка на Република Македонија со својот речиси неограничен потенцијал на средства за нивна поддршка. Како што за грчките банки обезбедуваше Европската централна банка во една ситуација во која што државата е презадолжена. Значи, државата е презадолжена. Филиповски, дали сте вие убедени во тој оптимизам дека се под ред и контрола? Централната банка на Република Македонија до сега успешно извршува својата супервизорска контрола. Тоа значи дека таа постојано следи што се случува во билансите на банките, вклучително и на овие две банки кои што имаат доминантен грчки капитал, така што таа следи дали се доволно капитализирани, дали се доволно ликвидни. Ликвидноста е она што е важно за да им се обезбеди на депонентите располагање со нивните депозити онака како што тие сакаат, така што мислам дека од аспект на супервизорската контрола работите се сосема јасни и нема поделба на банките, дали се тие со доминантно грчки капитал или не, како што е спомнато, тие се домашни банки кои што работат под домашни. Френковски, ми направите малче шубе со хедж фондовите кои се рискантни, ризични пласмани и така натаму и нивното присуство во делот капитализацијата на Алфа банка. Дали тоа би можел да биде некој вентил на сомневање на стабилноста на овие банки? Бидејќи тие знаат брзо да се трансформираат, брзо да продаваат, брзо да се излекуваат и да прават други трансакции. Видете, во светот на финансите, кај што има продавач, има и купувач. Така да, ако они се од страната на купувач, мора некој да се согласи да им продаде и обратно. Ако денеска они би сакале да продадат, некој треба да го замени нивното место. Од аспект на банката се останува исто. Собствениците се менуваат, но капиталот е тој што е. Така да ја не гледам тука ризик. Ако сте сигурни во ова
поддршка на гувернерот. Од каде ова така наречено сценарио Албанија во која Европската централна банка разигрува модули како би можело да им се помогне на финансиските пазари на банките во Централна Европа, пред се Романија, Бугарија, Македонија, Србија, каде што грчкиот капитал и банки се сигурни. Само едно појаснение, рековте сценарио Албанија, не знам што мислите. Така се нарекува сценариото Албанија. Тоа денеска излезе низ порталите во рамките на овие разни заговори. Меѓутоа е факт дека се сугерира намалување на изложеноста на грчкиот капитал во Југоисточна Европа, финансискиот капитал. Добро, ти имат по неколку во Бугарија имат 3 финансиски институции, во Република Македонија што кажаме 2 и така надаму тие се присутни. Мислам дека тоа она што спомнавте претходно се насуваше на барањето нели за консолидација на банките. Секако во такви ненормални околности, консолидацијата, што би се рекло, добро би дошла. Ова е една мерка на предпазливост, не ги знам деталите, евентуално доколку се укаже потреба, односно доколку дојде до во некоја од земјите пренесување на паниката која што настанува во Грција, да се спречи тоа со мерки во било која од овие земји. Овде во ова студио разговарав на оваа тема, меѓу другото беше присутен екс-гувернерот Любе Трпевски. И на ова прашање, што ако настанат компликации, за мене изненадувачка понуда беше од вашиот колега и гувернер, кој рече, ако тоа се случи, Македонија треба да ја откупи Стопанска банка, да ја денационализира, што на одреден начин се совпаѓа со ова така речено сценарио Албанија, во која би можело да државите влезат во откуп, односно денационализација на банките. Ренационализација, извинувам. До се немало никаква потреба од такво нешто. Треба да има исклучителна криза за тоа да се случи во Република Македонија, во финансискиот систем. Пример, во Словенија државата ја откупи НЛБ банка во последниот период, но они има исклучителна финансиска криза. Кај нас тоа не е случај. Не, она ги откупи за да ги продаде и гувернерот тоа го сугерираше. Ние да се откупиме и потоа да продаваме. Може тоа е веќе еднаш. Да, еднаш. А зашто ја мислам дека има на пазарот купувачи за Стопанска, као за секоја друга банка во Македонија. Да, неблагодарно е се да се толкува што мислел екс-гувернерот, но ако евентуално сметала во некои вонредни околности, некоја итност ако е потребна, тогаш државата е прва која може да биде купувач, па после да евентуално ја продава на други стратешки приватни инвеститори, некои големи меѓународни банки, ако тоа била идеја. Има добри перформанси. Најголем профит од сите банки во Република Македонија. Не, добро хипотетички зборуваме. Да. Јас би напоменал дека бев на една конференција кај што еден исклучително влијателен германски економист Ханс Вернер Син изјави во однос на Грција. Грција е на патот кон намалување на нивната куповна моќ во однос на населението, кај што тие треба пластично кажано да прифатат дека ќе живеат со 50% пониски плати. Кога ќе стигне денот тоа да се случи, тоа е решение на проблемот со Грција. Тргнати сме натаму. Тоа е интерна девалвација, видите, тоа е проблемот. Тоа е проблемот на земји кои што немаат сопствена валута. Земја што има сопствена валута. Доколку сака да е подобре конкурентноста, доколку е таа нарушена, како што е во Грција. Мислам, постојат податоци за движењето на трошоците за работна сила од 2000 година во Грција, споредено со тие во Германија, јазот е некаде 30% поени. Многу побрзо растеле платите или трошоците за труд во Грција одошто во Германија. Земја која што би се нашла, а има собствена валута, како што беше Летонија, нели, така, Латвија. Во таква ситуација може да изврши девалвација на валутата. Примерот не е адекватен зашто летонците не го направија тоа, отидоа самите на штедење и на намалување на платите и на пензиите. Тоа е потешко, значи потешка е интерната девалвација, кога не девалвирате валута, туку ги намалувате реално платите и... Ке се задржам малце на финансиско-политичките импликации. Дали оваа игра околу Грција на одреден начин создава малку
и недоверба кај претендентите за еврозона од Југоисточна Европа, кои сега се порезервирани, кон Брисел кој ќе ги заостри финансиските контроли на тој план. Дали, бидејќи сме и ние претенденти, и нам можеби ни треба и ни недостига на таков пожесток мониторинг на ММФ, валутен борд, врз контрола на ресурсите и на буџетските дефицити и долговите? Не да ја зголеми резервата, туку може би одговорноста и од реперкусиите, односно потребата да се биде значително подготвен за да се прифати еврото, затоа што тоа колку што има бенефити, има и ограничувања. Лишувањето од сопствената валута, односно флексибилноста, макар и мала, како што е во случајот со Република Македонија. Кај нас флексибилноста од сопствената валута е мало затоа што имаме фиксен девизен курс, а потребата од тоа е дефинирано, односно одамна познато прашање. Ево, например, земете ја Хрватска, земја од новите членки на Европската унија. Тие сигурно не помислуваат во вакви околности дека прифаќањето на еврото е нешто што ќе направат блиска иднина. За разлика од Словенија, која што храбро уште од 2007 година, нели, 2 години по влезот во еврозона да го прифати еврото, но повторно тоа го плати со стагнација на економијата, затоа што веројатно и тогаш беа неподготвени од аспект на неспроведените структурни реформи. Приватизација нема направено во финансискиот сектор, што доправа го прават и така натаму. Така што тоа е сериозна работа. Значи, лишувањето од сопствената валута е сериозна работа, а мислам дека интересот ќе продолжи понатаму. И друго, не е тоа само интерес, тоа е диктум. Во документите на Европската унија постои патоказ дека земја што е членка за Европската унија мора да се стреми кон воведувањето на еврото. Освен Данска и Британија што направиле посебен договор, сите други имаат обврска. Така. У недоглед да Филиповски. Инаку, ево да се надоврзам малку, ова фокусирање на јавноста на дебатите околу овие ургентни проблеми, како што е дали ќе биде спасена Грција од банкрот, дали ќе има доволно средства, практично се дефокусира дискусијата од клучниот проблем кој беше испомнат. Тоа се структурните реформи. Ево, во грчката економија, а како сигнал и за други слични земји. Структурни реформи, например, во јавниот сектор. Просто е невозможно со така хипертрофиран јавен сектор со пензии кои што се на неодржливо ниво да се води нормална економска политика, пред се фискална, бидејќи таа е се уште во доменот на националните економии на државите. Но исто и во реалниот сектор, да не заборавиме, значи, кога беа првите преговори, посебно со Меѓународниот монетарен фонд и со другите членови на тројката, значи, идејата беше не само кратење во јавниот сектор, него изголемување на конкурентноста на грчката економија, на реалниот сектор, на конкурентската структура, конкуренциската структура во различни сектори од грчката економија. Тоа е она што може да после да генерира раст. Сега флоскулата е која? Не можеме да ги враќаме долговите, треба да се фокусираме на растот, а не на враќање на долговите. Меѓутоа, не се генерира раст со простување на долгови. Раст се генерира со структурни. Тука може да се повлече паралела и со Македонија, бидејќи ние се соочуваме со истите проблеми. Структурни реформи и така натаму. Сега малку имаме би направил една анализа, ние правевме во рамки на мојот тим во однос на сите компании во Македонија што котираат на берза и што објавуваат јавно финансиски извештаи на домашната берза. Оти на грчката само Русија котира. На домашната берза има над 100 локални компании кои што даваат извештај за приходи и профити. Профитите ако ги занемариме, приходите ако ги гледаме, во 2014 година вкупно сите приходи на тие компании, ако се споредат со ние во 2013 имаме пад од 8%. Тоа е резултат на? По мене недостаток на структурни реформи внатре во тие компании. Нема раст. Тоа е исто така можеби резултати на фактот дека не одат на евентуално усвојување на нов свеж капитал преку докапитализација или дополнителни акции. Сега тука сакам да ве прашам вас, пенските фондови, приватните пенски фондови располагаат со околу 400 милиони, така?
Околу 600 милиони 600 евра. Да. Добро. Нека почнеме веќе од 24 до 5% е вашата изложеност за купување на акции во домашните компании, што инаку е во просек. Во просек, да. Каде одат парите? Кај ги пласирате парите? Најголем дел одат во пласмани во обврзници на Република Македонија, издадени од Министерството за финансии, околу 60%, нешто над 60%. Рековте, еден мал дел одат во пласман кај македонските компании кои што котираат на берза. Еден мал дел одат во депозити во македонскиот банкарски сектор и околу 25, нешто над 25% во странски компании, во акции на странски компании. Добро. При тоа, делот нив се, меѓу другото, инвестициските фондови, кои обично играат во име и за сметка на така наречените анонимни акционери. Постои ли опасност преку тие инвестициски фондови, каде што се изложени вашите средства, депозитите на пензijskите фондови, да бидат влезени во финансискиот сектор во Грција и со евентуалното може би банкротирање или финансиско фијаско да бидат оштетени и пензионерите во Македонија, односно овие пензijски фондови? Одговорот е едноставен не, од едноставна причина. Инвестирањето на средствата на идните пензионери оди во инвестициски фондови кои што се крајно конзервативни. Тие функционираат под принципот на пасивност, тоа се инвестира распределено од најголемата компанија надолу до 3000 различни компании низ целиот свет. Збориме за најпроминентните имиња во светскиот глобален бизнис, каде што изложеноста е помалку од 2% и во најголемата, например Apple компјутери. Со други зборови, ја користиме синтагмата на диверсификација, кој што многу економисти ќе кажат е единствениот бесплатен ручек во светот на финансии. Распредели ги инвестициите во многу кошнички. Тоа го прави и пензijскиот фонд и на тој начин, ако некоја компанија падне во Британија, друга ќе порасне во Финска, трета ќе биде на нула во Британија и така натаму. Просечно, ако се чуваат парите на 10 години или повеќе, растот е помеѓу 6 и 7%. Докажано наназад 100 години историја. Има една теза која е блиска до македонската состојба, а тоа е дека во последно време владата се повеќе се задолжува преку издавање обврзници во кои банките, слободниот финансиски капитал, го врзуваат и го капитализираат преку обврзниците. Дали можноста од финансиските дубиози што би можеле да се појават на македонскиот пазар би можеле да ги дестабилизираат и домашните банки? Со оглед на тоа дека значаен дел од банкарските средства се во краткорочни записи, долгорочни записи, обврзници и така натаму. Не гледам поврзаноста, мислам дека делно го разбирам. Не, вие ме прашувате за поврзаноста, ама некако јас се обидувам сега да тој јазол го раздвојам. Имено банките вложуваат средства во државни харти од вредност, по-краткорочни, по-долгорочни, во субјект заемобарач, што е државата, кој што е прилично стабилен, односно досега воопшто не изразил знаци дека може да задоцне ни минута во враќањето на тие обврски, тие средства. Така што не гледам овој проблем, барем кај македонскиот трезор во овој момент. Сега, за волја на вистината да кажеме дека до пред 4-5 години, така, во учебниците беше незамисливо, нели, дека сувереното, односно државата, може да дојде до ситуација на неисплата на долгот, но како што видовме во некои земји тоа се случи со кризата, нели, во еврозоната, растот на цената на долгот во Шпанија, Португалија, Ирска, во Италија и така натаму, но кај нив состојбата се стабилизира. Јас ќе направам асоциација за да ја видите поврзаност. Грчката финансиска дубиоза беше криена вешто од Брисел 10 години. Не, ама не целосно. Не целосно. Можело на маргина. Подраматично ќе биде ако е не целосно. На маргина можело да кријат. Но беше криена. Податоци фабрикувани за висината на бруто домашниот производ и така натаму. Сега тоа се отвара како Пандорина на кутија. Моето прашање е дали ние имаме јасен преглед, тоа постојано на јавниот
и вкупниот долг и на државата и на јавниот сектор, при што можеме да бидеме сигурни дека државата ги сервисира и надворешните долгови и внатрешните. Не, тоа е добро прашање. Мислам во повеќе наврати е дискутирано и добро што очите на јавноста се свртени кон ова прашање. Мислам дека барем тоа е моја перцепција, ниту едно друго прашање не е повеќе поставувано на дневен ред од што транспарентноста на јавните финансии во Република Македонија, од буџетската процедура, транспарентноста во трошењето на средствата, известувањето и така натаму до вкупните обврски, односно дефицитот и долгот. Ако се тие акцептирани од светски финансиски институции, и ТНС и ММФ, па неколку дена ќе слушнеме дека тие сигурно ја прифаќаат цифрата за нивото на јавниот долг и на државниот долг, колку што е таму 43,6 јавниот, 38 државниот долг и слично. Мислам дека ние сме релативно мала земја, мала економија за да можат некои работи, со некои работи да се манипулира. Иначе врската, малку да се вратиме, банкарскиот сектор и државата, односно обврзниците на државата. Значи, врската е кога државни обврзници се наоѓаат во активата на билансите на банките. И тука сега како може да има негативен ефект? Ако поради превисока задолженост или брз раст на задолженоста, пазарната вредност на тие обврзници се намали, значи поради тоа се намали, тие стануваат поризични и нивната вредност се намалува и тоа може да отвори некој вид, условно кажано, дупка во билансот на банките. Тоа во основа се случуваше со грчките банки, бидејќи тие купуваа и беа стимулирани да купуваат државни обврзници на грчката влада и кога тие стана многу ризични, кога изгубија од вредност, стана декапитализирани, се исчезна капиталот, стана подкапитализирани банки. Јако Чомовски, ова прашање е, се извинувам Владо, само мислата, ова прашање е да речам поважно за пензиските фондови, како што слушнам, 60% од нивните средства се пласирани од државни харти од вредност. Ова е посебна тема. Да, тоа е точно, ама ми имаме сознание дека расте изложеноста на лошите пласмани на деловните банки во Македонија и тоа е во значителен пораст, што исто така и во апсолутна и во номинална, кон приватниот сектор. Кон приватниот сектор, да. Колку е 10-12%. Но сепак е малку различно, сепак е малку различно, пензиските фондови се некои вид институционални инвеститори, тие практично и имаат поголем простор да управуваат со ризикот. Кај банките тие се малку по-строго регулирани и се обесхрабрува ризичните пласмани кај банките. Тоа е генерално секаде, не е само во Република Македонија. Но знаете што е специфичноста за Македонија? Ние немаме пазар на кој што секундарно ќе се секундарен пазар за државни обврзници. Така што не можеме да воспоставиме пазарно детерминирана врска помеѓу, да речеме, движењето на цените, односно на приносите на државните обврзници и степенот на задолженост, односно движењето на јавниот долг. Единствено, се извинувам, знам, предпоставам што ќе приговорам, за еврообврзниците, да, тука постои пазар, за еврообврзниците. Затоа што ги принуди владата да ги предреме да ги откупи назад. Но јас зборувам за она што е сега значаен дел, не е премногу изложен банкарскиот сектор на домашни обврзници, не на еврообврзници, него на оние кои што ги откупува при овие аукции на државни харти од вредност. Така што, ама во таа смисла за нив, ние практично немаме некој разработен, развиен пазар, па сега да проценуваме, инвеститорите да проценуваат секојдневно дали новиот заем на или па ние немаме секојдневен пазар затоа што реално гледано не знам и дали би можеме да го издржиме евентуалниот налет на инвестициски фондови и разни игри на берзата кои што можат сериозно да играат и со домашната валута. Тренковски, вие имате. Па да, во однос на одредување на стабилноста на државниот долг, најголем репер, еден референдум што се одвива секој ден према Република Македонија е состојбата со евроврзниците. Значи тие котираат на светските берзи и светските инвеститори секојдневно гласаат за или против Република Македонија. Денеска каматните стапки за обврзницата што беше 500 милиони евра се 4,5%,
таа цифра се менува секој ден. Тоа е релативно стабилно во рамки на земјите од регионот. И мојата забелешка е што се воведе таа рестрикција пензиските фондови да не можат да партиципираат и на тој пазар, бидејќи ние би учествувале, ние условно кажа зборам македонските граѓани, преку своите идни пензиски плансмани, би биле еден коректор и еден маркет мейкер на некој начин на тие странски пазари, со што уште повеќе би ги окуражиле странските инвеститори да инвестираат во државниот долг и да инвестираат во Република Македонија. Значи, моето мислење е дека тоа беше грешка и сметам дека, иако навлага во некои проблеми во платно... Добро, пред да почнеме да поредете. Но ево, сега па да се вратиме на она што беше дефокусирање на вниманието врз фискалните проблеми наспроти растот, нели? Пораката може да се однесува и за Република Македонија. Во која смисла? Колку е одржливо на подолг рок кога државниот интервенционизам генерално во економијата расте се повеќе, кога постојано се воведуваат програми од страна на државата за субвенционирање на ова, за стимулирање на овој и на оној сектор, и кога се креираат дефицити кои што идејата е да се стимулира агрегатната побарувачка, но и тоа има некои своји лимити, некои Вас двајца сите практично ме прашал. Без оглед на оптимизмот што го градите, финансиските турбуленции кои не зафаќаат и во соседството, и особено во надворешно трговската размена, падовите и порастите и така натаму, се многу циклични. Ние на стартот од годината придобивме 4,3% пораст на брутниот. Нам ни требаше само 2 месеца да падне индустријското производство и веќе ММФ веќе ја коригира на 3,2, 3,3, што значи да не бидеме во заблуда дека имаме перманентен раст и дека градиме илузија дека сме динамична економија. Не, секако мислам дека треба да се подсетиме на правовремената ревизија што на растот, на стапката на раст што изврши наша институција како Народна банка на Република Македонија, откако увидува некои ризици. Дури како ризик тие сметате политичката криза во која што се наоѓа Република Македонија. Секако случувањата и очекувањата за разврска со грчката финансиска криза и така натаму. Има едно прашање што можеби ние се фокусиравме на финансиските прашања проблеми, а прашањата на реалниот сектор се тесно поврзани. Размената. Грција е и значаен инвеститор во Република Македонија и ние извезуваме значителен дел, разменуваме и услуги, знаете на што тука мислам. И мислам дека е потребна една подлабока анализа, која што најверојатно во моментов не може да се направи, за тие реални реперкусии кои што можат да бидат и финансиски реперкусии. Да речеме намалување на извозот, од очекуваното осиромашување дополнително на грчките граѓани. А сега па, јас и во друга прилика тоа го имам спомнато, неизвестноста во економијата е голема затоа што многу работи се спротивни на интуицијата, односно контраинтуитивни. Па сега ќе кажете дека ако тие граѓани кои што биле побогати значително од нас, можеби неколку пати, имале достап до квалитетни луксузни производи од западните земји, ако сиромашат тие ќе се приориентиран барем за дел од своите потреби кон пазарите во регионот. И тука е таа непознаница. Точно е тоа, но има исто така еден гевгелиски налет, вели грчките хедонисти кои го сакаат духот на ноќниот живот и на концертското, поради што живее еден цел дел од Јужна Македонија, токму оваа криза може да ги погоди и да не биде толку многу присутни. Генерално, мислам, ако сакаме бидеме реални, ако на комшијата, на соседот не му оди добро, тоа не е добра вест за вас. Славевски, Филиповски и Тренковски се гости, ЕПП и со завршните поенти, дали вистина можеме да бидеме спокојни со преземените мерки и дали грчкото цунами не само може да стигне до Брисел, туку може и да се прелие во Македонија. Макпетрол ја цени вашата лојалност. Воведовме картичка Верна, со која секој пат кога полните, добивате вредностни поени. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Со картичката Верна на Макпетрол, колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш.
Само на бензинските на Мак Петрол. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Понекогаш, се што ни треба е да знаеме дека не сме сами. Дека има некој што се грижи за тоа што го забораваме. Секогаш ни е потребно да знаеме дека некој е тука за нас. Веќе 70 години не сте сами. Тука сме. Осигурување Македонија. Виена Иншуранс Груп. Неодолива летна промоција на смартфони. Секоја недела нови атрактивни смартфони со супер попуст. Оваа недела не пропуштајте да го одберете вашиот нов Sony смартфон сега со специјален попуст од 30% и 2 пати повеќе интернет во Play Comfort. Побрзајте, количините се ограничени. Nivea Sun Protectant Bronze лосионот негува, штити и го поттикнува создавањето на меланин во кожата за природен и неодолив тен. Nivea Sun Protectant Bronze лосион од светскиот број 1 бренд за заштита од сонце. Штеди секој ден, само во Тинекс, од 22 јуни до 12 јули. Печеница на тенане, 329 денари. Малешевско сирење, 215 денари. Чоколадо Милка, 45 денари. Вода кожувчанка, 17 денари. Сет, средства за стакло спин, 99 денари. Спреј Аутан, 225 денари. Вкупна заштеда, 190 денари. Тинекс, секој ден со вас. Цивитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Внесете повеќе живот во вашиот живот. Citroen C4 Cactus за 13.990 евра. Добитник на светската награда за дизајн на годината. Citroen. The day has come, sisters. They said they are going out for a drink, yet they are still out. They said it won't be long, but it's been more than a day. They said they miss us, but do they? I see a whole army of my country women here, ready to bring back their men, their husbands, their boyfriends. We are here to take what is ours, and this battle we shall not surrender. Are you ready? To victory!
Enjoy comfortable contact lenses with OptiFree Pure Moist Contact Lens Solution. It contains special molecules that come together to create our proprietary HydroGlide Moisture Matrix. Unlike any other contact lens solution, this unique bond forms a cushion of moisture on your lens. This creates a barrier to help prevent deposits, remove dirt, and hold moisture for up to 16 hours. Use OptiFree Pure Moist Contact Lens Solution with HydroGlide Moisture Matrix and see for yourself. Професорите Филиповски, Славевски и финансискиот консултант Тренковски ги прашувам за крај, бидејќи измина веќе 60 и кусур минути. Дали сте сигурни дека финансиското цунами кое е во нашето соседство не ќе може да предизвика такви турбулентни превривања и во финансискиот сектор и особено во реалниот сектор, падот на економската размена, трговијата, услугите и така натаму? Мислам дека во текот на целиот разговор ние не рековме дека сме 100% сигурни, посебно за ова, за реалниот сектор. Тоа беше последното што јас го кажав. Може да има последици од извозот, поборувачката за наши производи во соседна Грција и така натаму, но краткорочна заштита на финансискиот сектор во Република Македонија сум сигурен дека е обезбедена. Филиповски? Да, со овие последни мерки практично се заштитува и финансискиот систем и платниот биланс на Република Македонија од некои хаотични движења во врска со капиталните трансакции пред се и во таа смисла тоа е тоа. Но, можеби основната поука е дека практично нема замена за структурните реформи кои може да произведат раст. И дека тоа е клучниот проблем, долгорочен проблем и на Грција и на земјите кои што се во регионот. Практично тоа би било. И за домашната согласност на фискалната политика и потрошувачка. Повелете, Тренковски. И јас би кажал дека Грција треба да искористиме како пример за прекумерното задолжување. Мислам, тоа може да доведе до овие реперкусии што ги гледаме кај нив денеска. Кај нас ние треба да имаме на ум дека може и тоа да се случи ако јавниот долг расте неконтролирано. Добро. Поштовани гледачи, тоа беа моите вечерашни и вашите вечерашни гости, професорите Славевски, Филиповски и Тренковски. Им благодарам. Утре сте со Снежана Лупевска-Созен. Пријатна вечер и се гледаме. Следуваат програми од трета категорија, што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Get us a top up, would you? Why don't you get it, you lazy fucker? You can work off some of the flab. I like watching you do it.
bud. What? Mark Moran's a sitting duck. Or isn't this what you've been waiting for? It's a chance to pay him back for what him and Jason done to you. You're talking about knocking him. Knocking him? Fuck me dead, though. No, I'm talking about wrecking his business, sending him broke. Yeah. Yeah, right. You know, he's treating him like dog shit, just like he treated you. You had me going there for a second. No one treats you like dog shit, babe. Do they? Yeah. No, I was just pulling your chain. Pulling something. You know what? I like it. You do? Yeah. Best idea I've heard all day. What do you reckon? Someone should have knocked Mark Moran years ago. Thinks he's criminal fucking royalty. I got 50 grand for the guy who puts his hand up. Hubba, hubba. You interested? Not me. I don't like loud noises. Hey, you like to hear a girl scream? The one exception to my rule. Why don't you do it? You're the guy that wants it done. That's not my area. I'm a businessman. You're supposed to be action man. You ain't got the balls to pull a trigger, fat boy, and insult the guys that do. Bring it on, 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 I've been a bad girl. I broke Mummy's best cup and saucer. That's very bad. You need to be punished for that. You're just lucky I like you. I love it when you're here. Don't use that word. What word? Mark, you know I didn't mean it like that. You start using it, and next thing is when are you going to leave your wife? You know I'm not going to ask you that question, okay? Better that we're clear, you know, about everything, so no one gets hurt. Sure. Whatever. You're a big gangster. Danielle. What? Come on. Don't. Give me a smile. You're adorable, you know that. Huh? So any bills, Cher? You better go. What is this? What are you doing? You're vulnerable, mate.
Could have shot you a dozen times. You got no one watching your back. All I'm saying is, I'm available. Even if I did need someone, why am I going to pick a glue-sniffing crackhead like you? Hey, that's bullshit. I never ever sniffed that Tarzan's grip. When was the last time you ate? Always wanted a Labrador. So what are you going to do with yourself? Have another ale, if I may. With your life, dickhead. How long you been out? What, 6 months? You just drifting, mate. No. I got a 5-step plan, mate. Oh, yeah? What's that? Nah, you just pinch it, eh? All you need to know is I'm going to carve out my own slice of the action, set up my own distribution network. That's step 1. Set up bona fide contacts. Now, how do I do that? By joining the All Crew as a security advisor. Mate, I don't need a bodyguard. Come see me in a month or 2. I might be looking for people. There's something wrong with this gun. Yeah, the fuck with pulling the trigger. Give me some more ammo, smart ass. How many times I've got to tell you, mate? 2 tenths. Relax and squeeze. Yeah, I'll be closer on the day. What if he makes a run for it? Well, I thought the idea was to hit him with a shotty first, immobilise him, and then finish him off with this. What if the shotty malfunctions? Hey, the point is, you've got to be comfortable with both weapons, yeah? It's got to be like an extension of your own body. You know, bang, bang! We'll give Scar the shotty then. Not until you get the pistol right. Go again. It's got a stump, you idiot! How you doing, brother? Good. Good. What's on your mind? Mock Bell. You having sexual fantasies about a hairy Lebanese gangster? He's squeezing every other dealer out of business. We could be next. What are the Jacks doing about it? Fuck all. When things fixed, we do it ourselves. Can't wait till I get out. No, Mark. Stopping guys, that's not your thing. I can handle it. That's what I do. You load the gun, I'm the one who pulls the trigger. Yeah, but you went fucking Lulu and ended up in Mark, here. I'm asking you to wait. Oh, what'd you do to yourself, Toad? Shh. Concentrate. Someone leaning on you, someone trying to break your thumb. Hey, tell me, Toad, I'll bite their fucking balls off. Slamming the car door, all right? Go home. Come have me some tea, Mrs. Williams. Plenty of room for all of us, even Tony Mockbell. We don't stop him now. He will force us out of this. We're making a quid. Tony knows not to crowd us. You don't get this party. I get it, don't worry. No, it's not about coke and speed and chuff and all that shit anymore. Lewis, this is big. And it's only going to get bigger because every kid out there thinks that swallowing an egg is like popping a vitamin. There's $1 billion to be made. Yeah, I read the Sunday papers too, mate. Well, you think Tony Mockbell wants to share it? Give me one good reason why we don't off him. Off him? Are you mad? Oh, have you got your own deal going with the No, talk sense. We just We lost the gambling, we lost the parlours, and now we're going to lose our slice of the biggest fucking pie of all time. All you're going to do is start a war. I'm trying to do something for the family. What, destroy it? If it was Jason, you'd listen. Ah, here we go again. Poor bloody orphan Mark, always getting the rough end of the pie. For you, you're a bunch of fucking dinosaurs. Don't try and be something you're not, Mark. Mark, don't...
Come on, all huffing, all puffing, I'll blow your house down. It's 3 o'clock in the morning. Yeah? Come on, mate. Come on, mate. It's not even $5,000 you owe me now. Nah. Oh. Hey, we're trying to make a profit here, mate. Come on, Rich, it's not a dropping centre. You'll get it, mate. I got a new gig, eh? I'm chief of security for Mark Moran. Eh? That's true. I've got big plans, mate. I'm gonna take this town by the scruff of the neck and shake the shit out of it. Hey! Well, the working girls who used the motel reckon they saw a guy come out afterwards, but he's wearing balaclava. Well, it was a professional hit. Shotgun to stop him, pistol to finish him off. Why? I mean, who'd want to do this to a harmless goon like Mad Rich? Do you really care? According to his dealer, he was working as your bodyguard. You are joking. Well, that's what he said. You two have any kind of business arrangement? I haven't seen him in years. So you've had no contact with him in the last 7 months since he got out of jail? None at all. Come on, Mark. Now, we both know that's a load of crap, don't we? I would not even recognise the guy. Let's assume whoever's responsible believed the rumours. You got any enemies we need to know about? I'm a normal suburban guy. I don't care what sort of bloke Mladenic was. No one deserves to die like that. So if you've got any information, let's have it. Sorry, I can't help you. Richard Mladenic? I never heard of him. He's the bloke you abducted. In the boot, remember? The abduction you're out on bail for? Oh, yeah? That Richard Mladenic. Oh, right, yeah, now I remember. You mean the kitchen, Rocco? Let's go. So here's the facts, Dino. You're up for abduction, deprivation of liberty charges. The victim was found last night shot dead. So where were you? What time? Between dusk and dawn. I was with Rocco at his joint from dinner time watching telly. So you didn't move for 12 hours? Nah, we was stoned. You got a problem with that? What did you watch? Just them ads. You know the ads. Deli Cafe, Abdo Master, Mr. Biceps. Chuck Norris has a new range out. He's doing, Wait a sec. Yeah. We went out to grab a shawarma roll around 2 or 3-ish. Where'd you go for a feed? Buckle Street Moody Ponds, except the shithole was closed. It's convenient. Not for us, we were starving. Dino had to stop for cash. He was well pissed off. Are we done? My wine's getting cold. Honda Vombrodski motori, перфекција во изработката, сила и доверливост, легендарна издржливост, неверојатно забрзување, екстремно ниска бучавост, незабележителни вибрации, ниска потрошувачка и најдобар однос помеѓу квалитетот и цената. И сето тоа во согласност со строгите европски норми за дозволено загадување на водите и воздухот. Honda Vombrodski мотори. Мак Петрол. Центар Honda. Телефон 02 30 90 707. Свети вид на Меѓународната конвенција за квалитет во Лондон во ноември 2014 година ја доби меѓународната златна круна за квалитет, со што за прв пат некоја болница од Србија официјално е прогласена за светски лидер во својата област. Благодарение на извонредниот квалитет на очната хирургија и најсовремените методи кои ги применува, Свети вид ја постави нашата офталмологија во центарот на светот. Очи во очи со светот. Свети вид специјална болница. Очигледно најдобри. Лето, одмор,